Здраво и добро дојдовте во ова видео, каде денес јас ќе резбам тиква. Значи, денес е Халоуин и јас си купив тиква од Стоколмак и така сакав нешто да направам, да изрезбам, да видам како ќе биде. Се надевам ќе личи на нешто и така. Инаку не дека славам Халоуин или нешто, туку така ми е интересно со резбањето на тикви, така интересна активност, нешто креативно, така малце да се опушти мозокот, што се вели. И така денес ќе резбам тиква специјално за днешниот ден. Така се задоволен. Тиква не беше нешто кој знаше многу скапа, инаку тиквите за Халоуин не се исти како обични тикви што се јадат. Овие се специјално правени со потенки ѕидеи за да бидат лесни за резбање, за правење различни форми и фигури. И така и на вкус не се баш нешто многу убави, а и се слуша така дека секој попразник, дека нема ово месо што се вели за јадење од тиквата и така се со специјална намена. Инаку, за да ја направам тиквата, до мене имам едно пајнче, во тука и клам семките, барем тие може да се јадат. Планирам да ги извам и да ги спечам во варерната. Друго имам лајца за црпење на семките, нож така за пофини детали и евентуално ако овој малиот нож не функционира како што треба, имам поголем нож, само што ова е многу остар и ќе треба да пазам да не се исече. И сега не знам овој го ќе сече, но да пробам, ако не со големиот ќе треба. Нема шанси со ова да се сече, буквално го стегам и од две дупка прам. Сега остар, не остар, треба со ова ќе треба многу да пазам, тие баш не е толку погода за правење пофини, помали работи. Значи немам многу контрола за шо прам, како прам. Боќе беше да имав некој помалу остро ноже, ама нема. Значи моментално ми е само овој. Инаку сега првен ќе направам како отвор горе на тиквата за првен да ги исцрпам сите семки, да исчистам во внатре, за да можам после да му правам лице или што да ќе направам. Инаку ова не ми е прв пат да резбам тиква. Прв пат ми е сама да резбам, ама да не ми е прв пат. Прв пат пред 1-2 години, заедно со мојата најдобра пријателка. Заедно правевме на тиква и во последен момент некако се решивме тоа да го правиме и немаше, значи буквално немаше тикви во продавница, вакви што се специјално како за Халоуин, значи немаше ништо и мораше да земеме само една и заедно ја правевме, интересно беше. Беше многу помало од ова, тоа е една работа. Ама да, дел таа ќе направеше, дел јас и заедно така малце ќе додававме детали, инаку не направивме како стандард, то да речам фаца на тиква што има како на реклами, на бомбончиња, на ова, што одма биде асоцирало на Халоуин. Тако баравме идеи на Pinterest за нешто поинтересно и направивме
како фигура на маче. Тие триаголничињата што ги сековме за очите, после тоа ги искористивме за сочепкалки да ги закачиме како дозгора на тиковете, за да личи како да има уши. Така беше многу убаво. One eternity later. In 3, 2, 1. Тадам! Еве мојата тиква за ноќта на вештарките. Малце накриво му се забите, ама убаво. Само што еден дел. Ана Мариче, дојди малку. Мајка ми ме вика, морам да дам. Идам, мама.